Со жал можам да констатирам дека во Брисел се помалку се зборува за Северна Македонија. Со жал можам да констатирам дека курсот на движење на политиката во делот на евроинтегративниот процес на оваа влада е токму во спротивна насока. Легитимно е. Нашиот концепт за уставни измени доби дебакал, доби голема неподршка од страна на граѓаните и евидентно беше дека поддршката отиде кај ВМРО-ДПМН со нивното ветување дека можат да ја сменат преговорачката рамка, дека можат да го раскинат Преспанскиот договор, да го вратат поранешното уставно име, дека можат да имаат поддршка од различита од таа што беше поддршката од нашиот стратешки партнер, дека ќе го репреговараат токму и со Бугарија и со сите останати 27 земји членки на Европската Унија и добија сериозна поддршка. За жал, вчера беа 365 дена, односно една година од изборите. За оваа тема и сите теми кои што ги нареди воопшто не се зборува. Основните постулати на победата на ВМРО-ДПМН се еклатантни, ноторни лаги кои што го доведоа во забуна, во заблуда и во лага целокупното доминантно македонско население. Со жал можам да потенцирам дека државата нема врска, владата нема врска, нема идеја, нема концепт, нема траекторија поставено каде да се движи Македонија во наредниот период во однос на Европската Унија. Легитимно е да потенцират и да кажат, начело со премиерот Христијан Мицкоски, дали опција за Македонија е БРИКС, дали опција за Македонија е новата оска на влијание помеѓу Будимпешта, Белград и Скопје. Легитимно е да кажа дека обврската, облигацијата за отварање на уставот под овие услови од Европската Унија, не од Бугарија, од Европската Унија, ќе го стават ад акта во периодот на мандатот во кој што ќе владат. Се е легитимно. Тие се јасни, например, поготово премиер